Администрацијата на Трамп почна да депортира стотици мигранти со криминално досие кои легално се наоѓаат во САД. Депортирањето на недокументирани, без криминални досиеа не е надвор од масата, рече Том Хоман, задолжен за ситуацијата на границата во новата администрација, за време на интервјуто во неделата во емисијата Оваа недела на ABC. Во моментов се отстрануваат заканите за јавната безбедност, заканите по националната безбедност. Тоа е помала популација. Значи ќе го направиме ова на приоритетна основа, како што вети председателот Трамп. Ќе има повеќе апсења низ целата земја. Во вторникот беа отстранети ограничувањата за имиграција и царинско спроведување и агенти за царина и гранична заштита можат да спроведуваат акции на чувствителни места како цркви, училишта, болници. Хоман рече дека таквите апсења ќе бидат извршени од случај до случај. Полицајците на АИС треба да имаат дискреција да одлучат дали има закана за националната безбедност или закана по јавната безбедност во еден од овие објекти. Тогаш треба да биде опција да извршат апсење. Предупредувањата и пристапот на администрацијата на Трамп за имиграција беа критикувани од демократската сенаторка Елиса Слоткин. Мислам дека тоа е повеќе сигнал да се обидеме да ги спречиме луѓето да дојдат до границата, обидувајќи се да влезат во САД. Војската на САД доби задача од председателот Доналд Трамп да ја помага безбедноста на границите. Американските воени авиони веќе се користат за депортации, но улогата на војската треба да остане во согласност со уставот, истакна сенаторката Слоткин. Според нашиот устав, можат да имаат споредни улоги, логистика, транспорт, поставување објекти и гранични локации, што и да е. Многу е ризично кога ќе ја преминете границата во спроведување на законот. Околу 1500 активни воени припадници почна да пристигнуваат на границата со Мексико минатата недела и нивниот број може да се зголеми во наредните денови. Хоман рече дека присуството на војниците испраќа, цитираме, силен сигнал до светот дека нашата граница е затворена.